Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани, СДСМ постојано се менува со нов, модерен, динамичен европски концепт, вклучување и промовирање на многу нови мерки, политики и луѓе. Еден од примерите беше последната голема граѓанска трибина во Борис Трајковски во Скопје, каде што граѓаните имаа прилика да видат ново лице, континуирани промени, нова енергија и голем мотив за победа. Денеска со задоволство најавувам. Активностите на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија продолжуваат на терен со граѓаните, врата до врата, но и го прошируваме спектарот и динамиката на сите наши активности. Со граѓанската трибина во Борис Трајковски во Скопје, со тој еден нов концепт, заокруживме еден цел серијал на околу 30 граѓански трибини низ целата држава, масовно посетени и поддржани од граѓаните. Сега започнуваме нов серијал на 11 тематско-програмски трибини како дел од агендата 2024. Новата победничка изборна програма на СДСМ ја пишуваат граѓаните, експертите, невладините организации. Првата програмска трибина е агенда иноватива, која што ќе се одржи денеска во 18 часот во музеот на град Скопје. Ова е еден од новите столбови на идната програма и на СДСМ и на владата. Заедно со експертите, со граѓаните, ќе ги дискутираме најновите трендови во економијата со посебен фокус на новите технологии, на стартапите и на предприемаштвото. Говорници ќе бидат Аријана Коскарова од Креатив Хаб, Нина Николич од Стартап Македонија, Илијанчо Гаговски од доскорешен директор на Microsoft во Македонија, сега самостоен IT предприемач. Тоа се надворешните експерти кои што ќе придонесат токму во креирањето на нови решенија, политики во овој дел. Како представници на СДСМ ќе бидат Коста Петров, подпредседател, Дамјан Манчевски, подпредседател на партијата и задолжен во делот на оваа проблематика, како и председателот на Комисијата за економија Кирил Колемишевски. Веќе в недела ги продолжуваме нашите активности со втората програмска трибина за еден од клучните столбови на програмата, Агенда Млади, а во среда е третата трибина, Агенда Спорт. Останатите ќе ги реализираме во текот, односно после празниците. Детални информации за овие програмски трибини граѓаните може да најдат на официјалните профили на СДСМ, на социјалните мрежи и на веб страната на партијата. Ги повикувам граѓаните, експертите, познавачите и сите заинтересирани активно да бидат вклучени. Заедно да ја напишеме новата изборна програма на СДСМ за следните 4 години и заеднички да учествуваме во реализацијата на мерките, политиките и во развојот и напредокот на државата на овој пат. Владата на Социјалдемократскиот сојуз има огромни успеси во сите полиња, особено во економските, социјалните, земјоделството и инвестициите. Затоа ќе продолжиме да зборуваме за успесите, но остануваме посветени и на новиот концепт. СДСМ сите капацитети ги става во служба на граѓаните и на нивните интереси. Таква ќе биде и новата понуда и програма на СДСМ и за граѓаните. Комисиите, телата, секторите, сите одели на партијата и на органите на партијата веќе работат на новите мерки и политики. До сега добивме над 4000 предлози од граѓаните во различни форми, дали на терен, дали преку онлайн апликацијата која што е достапна. Затоа на сите граѓани денеска им велиме ви благодариме. Одржавме над 600 малски и урбани средби, одржавме околу 30 граѓански трибини низ целата држава, имаме секојдневно средби со целните групи, со таргетирани групи. Нашите 6000 активисти се на терен врата до врата, отворена е се уште апликацијата на веб страната на СДСМ. Го слушаме гласот на граѓаните, ги евидентираме нивните предлози и идеи, внимателно се анализираат и со задоволство може да кажам дека голем дел од овие предлози ќе бидат и дел од новата изборна програма.
За СДСМ секој е важен и сечи придонес е важен. Затоа велиме дека СДСМ е најдобрата опција. Затоа што води напред, затоа што се менува постојано, затоа што е отворена за сите граѓани, без да бидат членови на партијата, затоа што со СДСМ иднината на генерациите е обезбедена. Со крената глава, СДСМ може да се подпре на успесите и да инспирира сите други да се приклучат. Направивме многу, а имаме уште многу што да понудиме, да кажеме, да направиме, а грешките да ги исправиме. Затоа нема скршнување од овој пат на напредокот на нашата земја. Благодарам.